Кучињата скитници секојдневно се среќаваат низ Тетовското градско подрачје, сакајќи непречено да излезат и да си ги завршат секојдневните обврски. Граѓаните често наидуваат на агресивни кучиња, оставени слободно да шетаат низ улиците. Тетовци едногласно велат дека овие кучиња представуваат сериозна опасност по животот и здравието на луѓето. Не, многу опасно е. Еве и овде има едно легнато, не ми е страда да сум вртел од другава страна да ме нападне случајно. А инако треба да преземе нешто општината, некои мерки, а кои мерки, она знае. Како што видите, секаде се наоѓаат и мали деца сега, како сегде и овдека представуваат опасност. Поможност да се најде чар. Секако дека се опасно за градот, за луѓето, а поготово за децата. Ветеринарната амбуланта Докент Кет од Тетово го има добиено во годинешниот тендер за стерилизација и вакцинација на кучињата скитници. Истиот е во вредност од 3 милиони денари, но ветеринарот Рами Салмани потенцира дека носењето на кучиња од другите градови ја отежнува работата на ветеринарите околу бездомните кучиња. Колку што работиме повише, гледаме секој ден нешто ново кучиња во градот. И до сега Тетово има вакциниран и стерилизиран и кастриран кучиња, со ушна маркица со чип, околу 480 и нешто кучиња. И стварно се работи, а резултатот не се гледа тоа на тоа што треба да биде реалноста. Ние мислиме во почеток дека во Тетово има околу 400 до 500 кучиња, ама сега само више излегуваат работите од контрола. На тендер се работи ама проблемот е зашто носат многу кучиња од другите градови. Тоа е голем проблем. Селмани дополнува дека доколку секоја општина има тендер за стерилизација на кучињата скитници, за рок од 5 години нема да има кучиња кои што ќе представуваат опасност за луѓето. Ние од почеток, кога сме почнали во 2019, сме кажали дека ако секоја општина има тендер за скитници кучиња, за 5 години више нема да има кучиња без ушна маркица, после нема да раѓат и нормално. Инаку во изминативе 5 месеци во Тетово, според информациите од Центарот за јавно здравје, имало вкупно 36 каснувања од кучиња, во споредба со лани, каде што за една година биле регистрирани 30 повреди нанесени од бездомни кучиња.